Сакам да ве информирам дека после неколку часовниот состанок што го имавме во скратен формат, онака како што беше пракса во минатото, разговаравме генерално за оние теми кои што веќе ви се познати на јавноста, а се дел од оние преговори кои што започнаа таму некаде март-април месец оваа година. За некои од темите имаме приближување во ставовите, за некои немаме приближување во ставовите. Се договоривме генерално во недела навечер или во понеделник наутро да ги продолжиме разговорите во овој формат, да видиме како ќе се развиваат, па понатаму ќе дискутираме околу деталите. Инаку ја користам оваа прилика исто така да кажам определен мој впечаток кој што не се темели на чувства, него заложби на ВМРО-ДПМН, а тоа се вистинските европски вредности и принципи, а не само декларативни заложби. Доколку навистина се стремиме кон европските вредности и принципи, така треба и да се однесуваме и истите вредности не само декларативно да ги соопштуваме, туку и да ги применуваме во дело. Што подразбира тоа? Тоа подразбира почитување на законите и почитување на уставот и да превенираме било каков обид да се изигра волјата на граѓаните, односно да се поставуваат повеќе смислени прашања за круцијални теми кои што ние како граѓани сме загрижени за иднината на оваа држава. Ви благодарам. Зашто се согласувате? Па јас не би ги зборувал деталите, би дискутирал малку повеќе после оној сет на преговори кои што ќе следуваат допрва, тоа се рековме или во недела или во понеделник наутро, така што да му оставиме шанса на процесот да се развива, па ќе видиме како ќе заврши. Инаку оптимиста сум за делот темите, имаме напредок, како што кажав, за делот темите немаме никаков напредок. Генерално се ограничува до моментот на формирање на составот на Државната изборна комисија. Дискутиравме за оној обид кој што го има владата, нели парламентарното мнозинство, кој што го коментиравме во текот на вчерашната изјава која што дадов овдека, така што отприлика тука заврши денешниот состанок. Дали амнестијата дали е дел од преговорите? Не, тоа е уште еден груп обид да се манипулира јавноста, токму на тоа апелирав еве на крајот од мојата изјава. Не треба да дозволиме јавноста да се манипулира и не треба нашите лични слабости и недостатоци да ги покриваме со реченици кои што имаат единствена цел да го свртат вниманието од реалните теми и реалните проблеми и да се манипулира јавноста. Треба да останеме принципиелни, честни и искрени во намерата, така да еве јас уште еднаш ќе повторам, оставаме процесот да се развива, па ќе дискутираме за детали понатаму. Се уште не сме стигнале до тие теми, кога ќе стигнеме до тие теми, јавноста ќе биде информирана. Таму имате стигнато веројатно до Не, напротив, денеска ќе имаме состанок на извршниот комитет, централниот комитет со пратеничката група и јавноста ќе биде информирана. Ви благодарам на сите, имајте убав ден.